Современата македонска држава е создадена во текот на Втората светска војна преку народно-ослободителната борба и постои од 2 август 1944 година од Аснон па се до 8 септември 1991 година како дел од Социјалистичка федеративна република Југославија. Во периодот на народно-ослободителната борба во Македонија од 1941 до 1945 година земаа учество околу 83.814 борци, од кои 5.752 жени и младинки непосредно вклучени во партизанските и војните единици на народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Македонија. Значајна е улогата на сите учесници во текот на војната, а особена е најзначајна улогата на најистакнатите историски личности како учесници во процесот на изградбата на државната власт во Македонија. Од големиот број борци, од периодот пред и за време на првото заседание на Аснон, се истакнува незиниот председател Методија Андонов Ченто, председавачот и најстариот пратеник Панко Брашнаров и авторот на асномските документи доктор Владимир Полежиновски, јунаци на македонската државност. Како дел од емисијата Собраниска ризница, ќе имате можност да се запознаете со животното дело и искуството на тројцата најистакнати историски личности. Тие завземаат посебно место во втемелувањето на македонската револуција и држава. Методија Андонов Ченто е првиот председател на президиумот на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија и прв председател на президиумот на Народното собрание на Народна република Македонија, македонски херој и борец, поборник за самостојна и независна Република Македонија. Поради неговата функција на председател на президиумот на Аснон, Ченто се именува и како прв председател на Македонија. По професија бил трговец, политичар и државник. Методија Андонов Ченто роден е на 17 август 1902 година во Прилеп, во сиромашно семејство. Основното образование го завршил во родниот град на бугарски јазик до трето одделение, а потоа на српски јазик. Тој е сведок на периодите на распарчување на Македонија, на Првата и Втората Балканска војна и на Букурешкиот мировен договор од 1913 година. Уште во раната младост помагал во семејните работи, работејќи по тутунските и афионските полиња и сечејќи дрва во шумата. Како дете покажувал голем интерес кон спортот, вклучувајќи се во гимнастичарско здружение, каде се докажал како одличен гимнастичар. Завршил средно трговско училиште со одличен успех. По завршувањето на средното образование отворил свој дуќан и гостилница. Во неговиот дуќан често се собирале млади луѓе, вклучени во студентското и младинското движење во Прилеп. Во 1930 година во Нови Сад склучил брак со Василка Спирова Поп Атанасова. Со својата сопруга имале 4 деца. Ченто се вклучил во политиката најпрвин како заменик кандидат на парламентарните избори во 1935 година. На парламентарните избори во 1938 година бил предложен како кандидат за пратеник од Земјоделската партија. Иако победил, поради изборниот модел и изборниот фалсификат, не успел да влезе во парламентот. Како кандидат за пратеник се залагал за отварање на училишта на македонски јазик. За Ченто ова ќе биде поттик уште повеќе да се вклучи во штрајковите организирани од страна на тутунските и другите работници. Како дуќанџија, Ченто бил представник на Прилепскиот трговски еснав. Во периодот од 1935 до 1940 година ги застапувал интересите на прилепските трговци во Индустријско-трговската комора во Скопје. Поради неговите политички активности, Ченто повеќе пати бил прогонуван и затваран од властите. Во 1940 година, како еден од организаторите на линденските демонстрации во Прилеп, Ченто бил затворен 3 месеци во затворот во Велика Кикинда. Потоа затворен и интерниран во затворот во Бајна Башта, поради неговите заложби за воведување на македонскиот јазик во наставата во училиштата. Во затворот Ченто бил осуден на смртна казна, но пред стрелањето е ослободен. Тој бил популарен како комунист и поддржувач на партизаните, поради што бил прогонуван и повторно затворен. Во неговиот дуќан се одржувале тајни состаноци. Поради обвинението дека им помага на партизаните со пари, храна и скривалишта, најпрво бил затворен во Скопје, потоа во Софија, во Пловдив, за да заврши во логорот Рупил, Чучулигово, Петричко, каде останал 4 месеци.
Откако излегол од затвор, Ченто на 21 август 1943 година добил писмо од главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, поканувајќи го да се придружи кон партизанското движење. Есента 1943 година Ченто преминал на слободната територија во Дебарца и станал член на главниот штаб како референт за народната власт. Како председател на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ и референт за народната власт, земал активно учество во организирање и спроведување на првото заседание на АСНОМ. Заедно со Емануел Чучков и Кирил Петрушев, пред одржувањето на првото заседание на АСНОМ, заминал на островот Вис на средба со Националниот комитет за ослободување на Југославија на чело со Јосип Брз Тито. На средбата на 24 јуни, македонската делегација го поставила прашањето за обединување на Македонија по војната. По средбата Ченто се вратил назад во земјата и ги продолжил подготовките за одржување на првото заседание на АСНОМ. На првото заседание на АСНОМ, одржано на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински, Методиј Андонов Ченто е избран за прв председател на президиумот на АСНОМ. Оваа одлука беше потврдена и на второто заседание на АСНОМ, одржано во Скопје на 29 и 30 декември 1944 година. Ченто бил избран за делегат и член на АВНОј. Со преименување на АСНОМ во Народно собрание на Народна република Македонија, Ченто станал првиот председател на президиумот на Народното собрание на Македонија. Во Скопје од 14 до 16 април 1945 година на третото заседание на АСНОМ се преименува Народно собрание и за председател избран е Методиј Андонов Ченто. По војната Ченто бил мощно активен во политиката. На првите повојни избори бил избран за пратеник во Народното собрание на Народна република Македонија и за пратеник во Сојузното народно собрание. Поради неговите политички ставови, Ченто дошол во судир со официјалната политика. Уште за време на војната, Ченто се спротивставувал на идејата 15-тиот македонски корпус да замене на Сремскиот фронт, а се залагал за обединување и за поголема самостојност на Македонија. Исто така неговите заложби биле насочени кон поголема финансиска независност, сопствен буџет на Македонија и на другите републики. Несогласувањето со Јосип Броз Тито се појавиле во моментот кога Ченто јавно го искажал својот став дека републиките треба да имаат поголема економска самостојност, односно дека приходите од земјоделското производство треба да останат во републиките и да се користат за нивна обнова. На 14 март 1946 година Ченто бил исклучен од Комунистичката партија на Југославија и бил принуден да поднесе оставка од функцијата председател на президиумот на Народното собрание и од сите други функции, а во јули истата година бил притворен. Бил обвинет за национализам, односно дека сакал одцепување на Народна република Македонија од Демократска федеративна Југославија и нејзино оставање под американски протекторат. Ченто бил обвинет дека се обидел илегално да пребега во Грција. По судскиот процес кој траел само 3 дена, на 23 ноември 1946 година, Ченто бил осуден на 11 години затвор со присилна работа, 5 годишно губење на граѓанските и политичките права и конфискација на неговите предмети. По донесената пресуда, Методиј Андонов Ченто бил сместен во затворот во Идризово. Во текот на служењето на затворската казна на Ченто, му било понудено да ја признае вината, а за возврат да добие слобода. Оваа понуда Ченто ја одбил. По 9 години и 4 месеци поминати во затвор, Ченто бил условно ослободен на 4 септември 1955 година поради неговото нарушено здравје. Побарал да му биде вратен пасошот за да може да замине на лекување во Швајцарија, но неговото барање било одбиено. По 2-годишно боледување од рак на желудникот, Методиј Андонов Ченто починал на 24 јули 1957 година во својот дом во Прилеп. На погребот присуствуваа само неговото семејство. Рехабилитиран е во 1991 година, кога државата ја прогласува својата независност. По самостојувањето во 1991 година и рехабилитација на неговиот лик и дело, Методиј Андонов Ченто го зазеде заслуженото место меѓу најистакнатите личности во историјата на македонскиот парламентаризам и државност. Во центарот на градот Скопје се наоѓа споменикот на Методиј Андонов Ченто, каде секоја година по повод одбележување на одржувањето на првото заседание на АСНОМ,
високи државни делегации положуваат цвеќе. Во зградата на собранието, во просторијата Длаборес, се наоѓа статујата на Ченто како потсетување за дел од работните простории во кои се наоѓал кабинетот каде работел Ченто. Портретот на Методи Андонов Ченто како прв председател на собранието на Македонија е поставен во холот на портрети во собраниската зграда. Методи Андонов Ченто зазема значајно место во историјата на македонскиот народ, како председател на Президиумот, председател на Собранието на Народна република Македонија. Ченто одиграл главна улога во работата на АСНОМ, на чии заседанија се донесени најважните историски одлуки со кои конституирана македонската држава. Панко Брашнаров бил член на иницијативниот одбор за организирање на АСНОМ и председавач на првото заседание на АСНОМ. Како најстар делегат на првото заседание на АСНОМ и председавач на заседанието, Брашнаров зазема посебно место во историјата на македонскиот народ. Тој се смета за активен член на македонското национално ослободително движење од времето на Илинден до АСНОМ. По професија Брашнаров бил народен учител, по уверување комунист, идеалист, патриот и револуционер. Учествувал во важни политички и културни акции, во кои до израз дошле интересите на работничката класа и националното право на македонскиот народ. Панко Брашнаров е роден во Велес на 9 август 1883 година. Своето образование го започнува во родниот град во рамките на местната екзархиска прогимназија. Школувањето го продолжува во Машкото педагошко училиште во Скопје. Учителската кариера ја започнува во Кумановскиот крај, каде наставата во училиштата ја држи на народен македонски јазик. По 3-годишното работење, својата учителска кариера ја продолжува во селото Бистрица, Велешко и во ново село Штипско, за потоа да се врати во својот роден град Велес. Пред Балканските војни учествува во работата на социјалистичката организација во Велес и соработува со органот на Васил Главинов Класно сознание. Активно учествува во создавањето на новата социјалдемократска организација во Велес и во земјата. Социјалистичката организација се вклучува во одбележување на празникот на трудот 1 мај преку масовно организирање на работниците, учителите и учениците. Поради своето општествено дејствување, Брашнаров е принуден да го напушти Велес и 3 месеци да замине за Букурешт во Романија. По завршувањето на Балканските војни во 1914 година, Брашнаров прибегнува во Бугарија. Таму го завршува вишиот педагошки курс на екзархијата во Пловдив. Во Софија, Панко се среќава со Васил Главинов, Димо Хаджидимов и со други истакнати личности, чија заложба е присоединување на македонската држава во една федерација на балканските народи. Во Првата светска војна како војник во бугарската војска е испратен на фронтот кај Дојран. По завршувањето на војната, Брашнаров се враќа во Велес и во 1919 година станува член на Комунистичката партија на Југославија. Избран е за секретар на местната социјалистичка организација. Активен е на говори, на организирање на собири и предавања во клубот на партијата. Како кандидат на Комунистичката партија на Југославија, Брашнаров е избран за пратеник во Уставотворното собрание на Кралството на србите, хрватите и словенците во 1920 година. Тој е активен во подготовките на закажаните општински избори, повикувајќи ги народните маси да се определат за програмата на Комунистичката партија на Југославија. На локалните избори во Велес, Комунистичката партија на Југославија успева да победи. Во 1923 година Брашнаров е избран за делегат од Македонија во Белград при формирањето на Независната работничка партија на Југославија како вид на легален облик на делување на забранетата Комунистичка партија на Југославија. Брашнаров присуствува на третата земска конференција на Комунистичката партија на Југославија во Белград, а потоа учествува и на третиот конгрес на партијата во Виена. На основачкиот конгрес на ВМРО Обединета во 1925 година Брашнаров е избран за член на првиот централен комитет на ВМРО Обединета. Поради неговата политичка активност, Брашнаров на неколку наврати е затворен или прогонуван, дури и осуден и затворен на 2-годишна робија. На судењето во 1930 година осуден е со казна затвор од 5 години и доживотно губење на граѓанските права. Затворен е во затворот во Сремска Митровица. Додека е во затвор, неуспешно се организираат протести за негово ослободување. По 5 години и 3 месеци поминати во затворот, Брашнаров се враќа во својот роден град Велес. Поради нарушеното здравје, се повлекува од политичкиот живот и започнува да работи како воденичар. Со почетокот на Втората светска војна,
Брашнаров живее во Велес и се посветува на учителската дејност и се вклучува во партизанското движење. Пролетта 1944 година Брашнаров заминува на слободната територија и се вклучува во работата на иницијативниот одбор со задача да се вклучи во организирањето на првото заседание на АСНОМ. Брашнаров е автор на повеќе важни одлуки, писма и прокламации пред одржување на заседанието. Првото заседание на АСНОМ, одржано на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински во 17 часот и 15 минути, како најстар пратеник, Панко Брашнаров го отвара историското заседание на АСНОМ. На заседанието Брашнаров е избран за подпредседател на президиумот и за представник од Македонија на АВНОј. На 6 август 1944 година, откако президиумот донесува решение за формирање на министерства, Брашнаров е именуван за министер за информации. На третата седница на президиумот на АСНОМ, која се одржа од 2 до 5 септември 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински, Брашнаров поднесува реферат за поверенството за информации и го изнесува својот став дека АСНОМ треба да ги започне подготовките за објавување на весник кој ќе представува официјален орган на ново создадената македонска држава. На оваа седница донесено е решение Поверенството за информации да формира Телеграфска агенција на Македонија, наречена ТАМ, и со своите активности ќе представува извор на информации за печат, опфаќајќи ја надворешната и внатрешната политика. Брашнаров е избран за подпредседател на иницијативниот одбор на Народно-ослободителниот фронт на Македонија. Бил главен иницијатор на издавање на информативниот весник Наша хроника со намера да се информира политичкото, државното и военото раководство за сите настани и прилики што се случуваат. На 29 октомври 1944 година со решение на президиумот на АСНОМ во селото Горно Врановци е објавен првиот број на весникот Нова Македонија како прв национален дневен весник во Македонија. На првата конференција на Народно-ослободителниот фронт на Македонија, одржана на 26 ноември 1944 година во Скопје, Панко Брашнаров е избран за подпредседател. Реизбран е во президиумот на АСНОМ на второто заседание на АСНОМ, одржано во декември 1944 година и на третото заседание на АСНОМ во април 1945 година. Поради неговото прифаќање на резолуцијата на Информбирото од 1948 година, Брашнаров е осомничен за извршено кривично дело против народот и државата. Првичната жалба, поднесена до јавниот обвинител на Југославија, не е прифатена, при што е донесена одлука да се поведе истрага против Брашнаров. На 12 мај 1951 година јавниот обвинител донесува решение да се запре кривичната постапка против Панко Брашнаров поради непостоење докази за кривична одговорност. 48 дена по донесеното ослободително решение за ослободување, Комисијата за прекршоци при Народниот одбор на град Скопје донесува решение според кое Панко Брашнаров е обвинет за измислување и ширење лажни вести со кои го нарушува мирот кај граѓаните и препорачува Брашнаров да биде испратен на општествена корисна работа во време траење од 2 години. На 3 јули 1951 година Панко Брашнаров е спроведен во затворот Голи Оток. Уште при спроведувањето, здравствената состојба на Брашнаров значително се влошила и бил сместен во Логорската болница. Панко Брашнаров починал на 13 јули 1951 година по изминати неколку дена во логорот на Голи Оток. Долго време по смртта не се знаело што се случило со посмртните останки на Брашнаров. Во 2011 година новинарска екипа успеала да го пронајде гробот на Панко Брашнаров на градските гробишта во Загреб, во Хрватска. Се смета дека неговите посмртни останки се преместувани неколку пати пред да завршат во заедничката гробница на гробиштата Мирогој. По објавување на телевизиската сторија, државата најави дека ќе отпочне постапка за враќање на посмртните остатоци на Панко Брашнаров. Панко Брашнаров зазема значајно место во формирањето на македонската држава, пред се како најстар делегат на првото заседание на АСНОМ, председавач на заседанието, подпредседател на АСНОМ, министер за информации во президиумот на АСНОМ, иницијатор за формирање на првата новинска агенција, Телеграфска агенција на Македонија и еден од најблиските соработници на Методија Андонов Ченто. Во градскиот парк Жена
Наспроти собраниската зграда поставен е споменик на кој што се одбележува почетокот на првото заседание на АСНОМ и ликот на Панко Брашнаров, отварањето на седницата. Доктор Владимир Полежиновски бил секретар на президиумот на АСНОМ. Како автор на Декларацијата за основните права на граѓанинот и на други пишани документи од првото заседание на АСНОМ, Полежиновски одиграл значајна улога во создавањето на АСНОМ и македонската државност. Полежиновски бил првоборец и носител на партизанска споменица од 1941 година. Тој бил доктор на науки од Универзитетот Сорбона, а по професија бил правник, политичар и научник. Владимир Полежиновски е роден на 13 мај 1913 година во Кичево. Основното образование го завршил во родниот град Кичево, гимназиското образование во Битола во 1932 година. Образованието го продолжил на правниот факултет во Париз, каде со успех ги завршил студиите. Во март 1939 година Полежиновски го одбранил докторатот на Универзитетот Сорбона на тема Фондови за изедначување на девизните курсеви. Како студент во Париз се вклучил во студентското демократско движење, а во 1937 година бил избран и за секретар на студентското друштво во Париз. Пред почетокот на Втората светска војна, Полежиновски бил повикан да го одслужи војниот рок во Кралството Југославија во Требиња. По 1941 година Полежиновски се вратил во Кичево и активно се вклучува во партизанското движење. Станал член на местниот комитет на Комунистичката партија во Кичево и секретар во Кичевската организација. Поради неговото дејствување, Полежиновски бил затворен од страна на италијанските окупаторски власти во концентрациониот логор Порто Романо во Албанија, каде останува се до капитулацијата на Италија на 8 септември 1943 година. По напуштањето на логорот, Полежиновски се вратил во Кичево и учествува во ослободувањето на градот на 11 септември 1943 година. Поради неговото огромно искуство, Полежиновски бил префрлен да работи во главниот штаб во Дебарца. Таму се вклучува во подготовките за одржување на првото заседание на АСНОМ. На заседанието Полежиновски бил избран за секретар на президиумот на АСНОМ заедно со Љупчо Арсов. Донесена е одлука да биде дел од делегацијата составена од 40 народни представници кои ќе учествуваат на заседанието на АВНОЙ. По завршувањето на војната учествувал во две војни мисии, првата во Париз, во Франција, а втората во Франкфурт, во Германија. Бил поставен за шеф на војната мисија на Југославија при контролното собрание за Германија. Поради неговиот ангажман во странство од страна на југословенската војска, бил унапреден во чин подполковник. Во Германија останал се до 1948 година, кога бил повикан на разговор поради неговата поддршка на резолуцијата на Информбирото. Поради силното влијание да се отстрани од функцијата, Полежиновски бил повлечен од Германија и демобилизиран од војската. На почетокот на 1951 година бил затворен и без судска пресуда префрлен на Голи Оток, каде останал се до април 1954 година. Полежиновски се вратил во Белград и се вработил најпрвин во Народната банка, а потоа во Институтот за економски работи. Поради приватни причини, во 1965 година се вратил во Скопје и се вработил во Економскиот институт. Откако му се влошила здравствената состојба, Владимир Полежиновски починал на 16 јуни 1980 година. Владимир Полежиновски е автор на пишаните документи од првото заседание на АСНОМ. Посебно се истакнува Декларацијата за основните права на граѓанинот, која според својата правна важност е еден од позначајните историски документи. При пишувањето на декларацијата, Полежиновски бил инспириран од Француската декларација за правата на човекот и граѓаните и од Американската декларација за независност. Декларацијата е донесена во војни услови, составена од 11 членови, во кои се признаваат општо прифатените човекови права на граѓаните, се укинува дискриминацијата од секаков вид и се гарантира еднаквост меѓу луѓето, вклучително еднаквоста помеѓу мажите и жените. Декларацијата за основните права на граѓанинот представува темел или основен документ за донесување на Уставот од 1946, 1953, 1963 и 1974 година. Архивската документација за животот и делото на Полежиновски е скромна.
Неговото име дури не се спомнува во многу од објавените документи за Народно-ослободителната војна во Македонија. За Полежиновски ги издвојуваме сеќавањата на Киро Глигоров, првиот председател на државата, и на Никола Клюсев, првиот председател на владата по осамостојувањето во 1991 година. Киро Глигоров нагласил: на слободната територија разговаравме за формирање на државата. Не знаевме што да формираме. Сите се погледнувавме меѓу себе. Тогаш Полежина рече дека русите имаат президиум, па и ние да формираме президиум, и така и стана. Сите работевме, но се разбира Полежина имаше големо познавање и даде голем придонес во создавањето на актите на АСНОМ. Клюсев, со кого работеле во иста канцеларија во Економскиот институт, изјавил: на заседанието на АСНОМ добро се сеќавам, иако бев дете. Шетав во дворот на манастирот и ги посматрав загрижените борци. За Полежина знаев од документите, од прогласот на президиумот, а кога дојде во институтот во Скопје, особено бев радосен. Се сретнав со човек што знаеше многу. Од него научив многу работи. Беше мирен, тешко разговараше за поминатото време во Голиот Оток. Само понекогаш евоцираше спомени за Петре Пирузе и Лазар Соколов. Владимир Полежиновски се памети како интелектуалец кој студирал и докторирал на Сорбона, правник од највисок ранг, творец на едни од најзначајните практични државни и нормативни решенија. Името на Владимир Полежиновски денес го носат основното училиште во неговиот роден град Кичево и улицата во која се родил и живеел со своето семејство. Во непосредна близина на Собраниската зграда, во градскиот парк Жена, се наоѓа споменикот посветен на првото заседание на АСНОМ, на кој се наоѓаат ликовите на Методијан Донов Ченто, доктор Владимир Полежиновски и Панко Брашнаров.